7 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМН, односно 6 пратеници од ВМРО-ДПМН и 1 од Социјалистичката партија, знаеле за или учествувале во отварањето на главната врата на собранието за демонстрантите на 27 април или крвавиот четврток. Покажуваат снимките до кои дојде топ тема на ваша страна. Припадници на Агенцијата за разузнавање, најмалку 5 мина според неофицијални информации, 3 офицери на армијата на Република Македонија и 25 припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање, според извори на топ тема на ваша страна, учествувале во целата акција за влез во собранието, која што резултираше со насилство и тепање на пратениците и дел од новинарите. Вечерва ексклузивни снимки на кои се гледа кои пратеници на ВМРО-ДПМН ги отвориле вратите или со своето однесување покажуваат дека може би знаат што се подготвува или на различен начин учествуваат во тоа сценарио. Исто така идентификуваме и дел од помагачите, вработени во УБК, специјалните единици на МВР, но и во армијата. Контактиравме и со дел од пратениците кои што се гледаат на снимките, но не добивме одговор од сите. Од кого добивме ќе слушнете во текот на вечерашната емисија, во која што нашите репортери се на терен, ги очекуваме и првичните реакции на Министерството за внатрешни работи, како и на основното јавно обвинителство, кое според нашите информации ги имало овие снимки, но досега, барем официјално, јавноста не е информирана дека презело нешто. Останете со нас, почнуваме веднаш по кратка пауза за реклами. Топ тема на ваша страна вечерва со вонредна вест. Ексклузивни снимки кои што за кратко ќе можеме интегрално да ги проследиме и да ја видиме хронологијата на она што се случуваше внатре во собранието и како беа отворени вратите на собранието пошто дојде до влегување на дел од демонстрантите и насилниците, кои потоа тепаа пратеници и новинари во крвавата пресала број 3 на собранието. Сручен коментар вечерова отправен и од безбедносен аспект од моите гости, господинот Александар Наков, адвокат и поранешен обвинител. Добро вечер и добре дојдовте. И универзитетскиот професор, господин Богданчо Гогов. Добро вечер и добре дојдовте. Господине Богов, ќе ги видиме деталите, Гогов се извинувам, подоцна. Меѓутоа, како безбедносен експерт, кога ќе ги слушнете првите податоци, дека сомневањата укажуваат дека 5 мина припадници на Агенцијата за вработување, актуелно вработени, 3 офицери на армијата на Република Македонија, активно на должност, 25 припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање, од кои голем дел активно на должност, само мал дел пензионирани. Припадници на специјални единици на ЕБР, припадници на командири на Алфите. Биле дел од она што значи организација на упадот, или според она што ќе го видиме на снимките за кратко, влез слободен во собранието. Што тоа говори од безбедносен аспект за крвавиот четврток? Ако е точно ова што го кажувате вие, а верувам дека ќе видиме, тоа значи дека имаме распаѓање на безбедносниот систем, односно негово самоукинување, затоа што ваков обем на учество на припадници на безбедносните структури од сите полициски формации, тие сите се полиции, речеме. Не само овие што се полиција униформирана, него и овие што се од Управата за безбедност и контраразузнавање. Такво масовно учество значи дека тие се излезени надвор од уставниот поредок, надвор од законите и дека функционирале нешто сосема надвор од правниот систем на оваа држава. И ова е многу поразувачко и вознемирувачко нормално за сите. И покрај тоа што не сум имал некој вид Видовте многу снимки и досега. И досега, значи мојот печаток беше... Што говори тоа? За присуство на полиција или параполиција? Значи, параполиција сега тоа... Или содејство?
Значи, тоа што го гледав како снимки и таа вечер актуелна, таа крвави од четврток и така натаму, значи не мора да бидеш многу упатен и покрај моето искуство и во Министерството и сега е вам предавам полициско право, да речеме, па ме интересира постојано што се случува со полициските организации во оваа институција во оваа држава. Значи беше јасно дека таков настан не може да се случи во собранието доколку полицијата не е дел од тоа. Остатокот ќе го оставиме за подоцна. Краток коментар и од господин Наков. На овие бројки, што ги споменав претходно, би додал јасни снимки кои индицираат активно или пасивно учество во влегувањето на демонстрантите во собранието на 7 пратеници. За ОЈО, барем според тоа што досега го знаеме официјално, тоа не било ништо. Снимките ги имаат, но јавноста не е информирана дека нешто не е преземено. Што еден бивш обвинител, кога сега би бил во позиција, прво би направил? Очигледно е деструктивното однесување на Републичкото јавно обвинителство и Основното јавно обвинителство надлежни да реагираат во вакви ситуации. Професорот многу кажа дека учеството на полициските структури во една ваква акција е доволен аларм. Јавниот обвинител, кој согласно Законот за кривичната постапка ја има надлежноста да раководи со одредени акции во рамките на МВР, да ги координира нивните дејања, јасно укажува дека работата е затаена во целост или дека има инструкции од повисоки кругови кои што значат одредено здружение кое раководи со целата оваа ситуација. Ке го разговараме сето тоа. Сашо Василевски, Крсто Муковски и Јохан Тарчуловски. Тоа беа трите имиња кои што досега се споменуваа во јавноста, а освен од еден од нив, од останатите ниту од нивната партија, немаше официјален демант за нивната вмешаност во отварањето на собраниските врати. Снимките до кои дојде топ тема на ваша страна покажуваат дека активно или пасивно со своето појавување во собранискиот хол, со своите активности, целиот настан го помагале вкупно 7 пратеници. Покрај Василевски, Муковски, Тарчуловски. На снимките кои што сега ќе ги видиме, може да се забележаат Љубер Арнаудов, Илија Димовски, Љупчо Димовски и Жаклина Пешевска. 6 пратеници на ВМРО ДПМН, 1 на Социјалистичката партија. Како се случи овој хаос? Дилемата дали демонстрантите и насилниците на 27 април насилно упаднаа во собранието или беа пуштени да влезат, се уште нема епилог од истрагата. Но снимките до кои дојде топ тема на ваша страна ги потврдуваат тезите дека станува збор за добро координирана и организирана акција. Меѓу 18:50 и 19:20 часот. Овие 30 на минути се клучните во кои пратеници од ВМРО ДПМН, како што се гледа од снимките, помогнати од службите за обезбедување на собранието, но и од други припадници на полицијата, претежно од УБК, ги отвораат вратите. 7 пратеници на ВМРО ДПМН е веројатно дека знаеле или директно го координирале отварањето на собраниските врати, покажуваат снимките. Сашо Василевски и Крсте Муковски се директни актери. Но како се почнува? Од време на време низ празниот хол од собраниското фоаје претрчуваат службени лица, за кои изворите на топ тема на ваша страна тврдат дека се вработени во УБК. Прва од пратениците на ВМРО ДПМН се појавува Жаклина Пешевска со отворен телефон. За комуникација со некого или подготвен за снимање, ќе треба да покаже истрагата. По околу 1,5 минута
се појавува Крсто Муковски. Нешто разговара со полициски службеник во цивил и се повлекува веројатно кон пленарната сала. Но за безмалку една минута се враќа, разговарајки на телефон. Кратко потоа отрчува и до главната врата. Следат Илија Димовски и пратеникот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски. Илија Димовски се повлекува, но Љупчо Димовски останува со видлива улога во натаможните случувања. И тука следува отворањето на Собраниската врата. Сашо Василевски, пратеник од ВМРО ДПМНЕ, е првиот кој истрчува кон една од главните врати во обид да ја отвори. Му помага Муковски. Се вмешуваат и луѓе од обезбедувањето, но и припадници на УБК и Алфите. Вратата е отворена кога насред фоајето се појавува и пратеникот Јохан Тарчуловски. Но откако Муковски и Василевски ќе ја завршат работата, се вклучува пратеникот, исто така од ВМРО ДПМНЕ, Љубен Арнаудов. Пешевска пак во преградка со дел од демонстрантите. А потоа демонстрантите се насочуваат во различни правци. Дел по скалите во фоајето кон првиот спрат, дел лево кон еден од коридорите кој води до крвавата сала 3. Извори на топ тема на ваша страна со сигурност потврдија дека еден од нив е шеф на смена во Собраниското обезбедување. На 27 април не бил на работа. Пред внатрешната контрола, според нашите извори, изјавил дека дошол да види што се случува. Едно од лицата кој е идентификувано дека комуницира со дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ и издава наредби е и Ивица Анчевски Пуки, командир на Алфи. Тука се и Горан Ѓошевски, началник на оделение за обезбедување на председателот на Собранието, и Оливер Поповски, началник на сектор за превентивно обезбедување личности и објекти, кои се само обични посматрачи. Не преземаат ништо. Полицаецот кој истрчува во обид да го спречи отворањето на вратата е Владимир Стојков. Ја враќа препрепката на влезната врата и се повлекува откако е спречен од двајца пратеници. Според извори во истрагата, во тој обид дошло до турканица со пратениците Муковски и Василевски. Пошто Стојков се повлекува. Диригентската палка овде ја има и командант Пуки. Но инволвираноста на службени лица од полицијата не завршува само на асистенција внатре во Собранието. Според извори на топ тема на ваша страна, во целата акција за упад во Собранието и насилството врз пратениците и новинари биле вклучени 5 припадници на Агенцијата за разузнавање, 3 офицери на АРМА и 25 пензионирани или се уште вработени во УБК. Ова се снимки од обидот да се пробие малобројниот кордон пред Собранието. На нив ги има Стојан Павловски Брадата, поранешен поморски диверзант во ЈНА, Дејан Димковски боксер, вработен во 5-та управа, моментно е во притвор. Новија снимки пак, на кои дел од демонстрантите напаѓаат припадник на единицата ЕБР е Горан Шоповски, командир на прва чета на ЕБР. Подоцна, според извори на топ тема на ваша страна, ги пресоблекува тренерките. Се вратил назад во униформа како дел од единицата која интервенираше за ослободување на пратениците. Меѓу оние што се обидуваат да го пробијат полицискиот фортион е и Митрев Валентин, поранешен припадник на болците, тим специјалист во втората диверзантска чета.
Од 2001 година преминува од АРМ во посебно одделение на УБК. МВР досега суспендираше 17 полицајци. Овие снимки, според извори на Топ тема на ваша страна, ги има и во обвинителството. Но зошто досега не е покрената истрага, нема одговор. Тоа беа дел од снимките и дел од личностите кои помагале во влегувањето во собранието од надворешна и од внатрешна страна. Извори на Топ тема на ваша страна говорат дека со овие снимки со посебно известување од страна на полицијата се испратени и до јавното обвинителство. Се извинувам. Меѓутоа, до денеска од обвинителството немаме никаква и официјална информација што се случува, дали е покрената некаква постапка и во која фаза е истрагата. Снежана Лупевска Созен се обидува да ги добие првичните информации и од страна на обвинителството и од страна на Министерството за внатрешни работи. Во овие моменти треба да се наоѓа пред јавното обвинителство на Република Македонија. Жане, нашите информации, ке повторам уште еднаш, говорат дека ОЈО ги има овие снимки. Што кажуваат твоите извори? Доколку ги има? Дали досега е постапено и во која фаза е истрагата, со оглед на тоа што можевме да видиме очигледни индиции и докази дека пратеници се директно инволвирани во отварањето на една од главните собраниски врати, пошто знаеме што се случи на 27 април. Да, Боби, од основното јавно обвинителство за Топ тема на ваша страна потврдија дека ги поседуваат овие снимки, еден од обвинителите ги има и се разгледувани, меѓутоа не кажуваат како ќе се постапува и дали воопшто се постапува по нив. Досега на распит не е повикан ниту пратеникот Крсто Муковски, ниту пратеникот Сашо Василевски, ниту пак останатите кои ги гледаме на снимките, пратеници на ВМРО ДПМН и на Социјалистичката партија. Меѓутоа да подсетам дека според членот 64 од Уставот пратениците имаат имунитет, меѓутоа собранието не може да дозволи да биде притворен еден пратеник без одобрение на собранието, освен ако се работи за некое кривично дело чија казнивост е над 5 години затвор. Досега пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски беа споменати само во еден допис помеѓу Министерството за внатрешни работи и Скопското обвинителство, а тоа кога обвинителството побара од МВР да каже кои лица од внатрешното обезбедување во собранието биле присутни во собранието во моментот кога Крсто Муковски и Сашо Василевски ги отвараат вратите. Значи, ова е единственото нешто што досега идело во преписката на МВР и на обвинителството, каде што се споменати овие двајца пратеници, но не постои никакво известување околу предистражна или истражна постапка за нив. Боби? Да. Но како го објаснуваш тоа, бидејќи овие денови постојано си во контакти со обвинителството и со полицијата? Значи, од една страна ќе си дозволам да карикирам условно, ќе објасни подоцна и господинот Наков дали е тоа вестинскиот израз, ако се овие снимки под некаков мраз, што се случува со останатиот дел од истрагата? Зошто тој напредува? До каде е, например, истрагата околу лицата од собраниското обезбедување? Очигледно е дека истрагата се води на пониските ешалони и досега имаше, например, суспендирано само полицајци кои биле дел од 6-та управа, односно од внатрешното обезбедување, веќе ги прочитам нивните имиња. Тоа се Оливер Поповски, вршител на должноста начелник на превентива, потоа началникот на личното обезбедување на доскорешниот спикер на парламентот Трајко Велјановски, Маријан Митевски, обезбедување во собранието, оделение за заштита на објекти и личности, Абдулфета Халими, кој исто така бил таму. Тој го имавме и ние на Топ тема на ваша страна, кој подосна го спасува села и го евакуира во една од канцелариите. Дејан Димковски, вработен во 5-та управа, беше приведен единствен и е сега во домашен притвор. Меѓутоа, кривична пријава денеска, например, упати обвинителството до Мите Михајлов Џачката од СВР Скопје, кој ја има кривичната пријава за напад на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Да напоменам дека има и истраги за двајца припадници на УБК
кои се обидуваат да ги земат хардовите и сите овие снимки што ги гледаме веројатно и другите од собранието, и за нив се направи една ДНК анализа за да се утврди идентитетот. За среќа не успеа во тоа затоа што снимките биле на друго место, се снимале во еден друг уред, а нивните имиња се 42 годишниот Оливер Радулов, кој е и во обезбедувањето на директорот на УБК Владимир Атанасовски, и 51 годишниот Сашо Марковски. За сега нема никаква истрага или барање за приведување или нешто слично за Ивица Антески Пуки, командант на Алфите, кој што и ти го спомена дека диригирал со дел од оние што требале да влезат и кај требало да одат, односно и да ги отворат вратите. Да нас споменам дека таму бил и неговиот заменик Сашо Милошевски, наречен Утката, кој што беше симнат од функција и разрешен од МВР заради тоа што имал фалсификувани дипломи, но нашите информации се дека тој ги оневозможувал полицајците да делуваат, односно им се спротивставувал, а всушност бил нивни колега. Боби? Жани ги спомена кривичните пријави и за дел од вработените во Министерството за внатрешни работи, но што е со реакцијата на Министерството околу оваа снимка? Она што е специфично е дека во МВР во моментов се работи на 3 нива. Едната истрага ја води СВР Скопје, втората истрага и која што е насочена на севкупниот сегмент на настаните, втората истрага ја води внатрешната контрола и трета посебна истрага, но се чини без големи ингеренции, води работната група. Што всушност се случува во МВР и има ли некаков официјален коментар на овие снимки кои што ние вечерва ги публикуваме? Боби, штом телевизија Телма ги објави снимките кои што еве сега се предмет на разговор во топ тема на ваша страна, јас се слушнав со министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и го запрашав дали тој е запознаен со овие снимки и со овие доказни материјали. Тој кажа дека како министер нема ингеренции да следи вакви работи и дека остава работата да ја завршат луѓето од внатрешната контрола и луѓето од работната група, но напомена дека сите докази кои што ги има МВР всушност се дадени преку СВР во јавното обвинителство. Тој исто така кажа дека ги чека резултатите од работната група на МВР, за кои што верува дека неделава ќе бидат готови и ќе ги објави на пресконференција. Да напоменам дека Нухиу и досега не даваше конкретни податоци во однос на случувањата и доказите и во однос на командната одговорност во МВР за сите случувања во собранието, велејќи дека тоа е само назначено лице, меѓутоа се уште останува под знак прашални кој се треба да одговара во МВР заради командата што ја издавал или не ја издавал вечерта на 27 април, и секако многу прашања се отворени за внатрешната контрола, затоа што еве како што ти напомена, многу лица од УБК, многу лица од Алфите или од другите припадници на Министерството за внатрешни работи учествувале во настаните, за кои што верувам дека ќе се поведе истрага и ќе имаат кривична одговорност. Боби? Жане, за крај да сумираме само зошто од обвинителството нема прецизно објаснување, дали вообичаено се изговорот е дека не коментираме истражни или предистражни постапки и можат ли тоа да го користат овој пат кога веќе имаме снимки кои што пробија и до јавноста и кои што се очигледно од суштинско значење за почетокот на една истрага, а тие почнуваат од пониските ешалони. Дали може да се добијат такви коментари од твоите извори од обвинителство? Обвинителството не сака да коментира ваков доказен материјал, меѓутоа очигледно е како што се води истрагата дека тие почнуваат од ниските ешалони за можеби да стигнат до повисоките функционери. И затоа зачудува фактот зошто досега никој не е повикан од повисоките функционери и во МВР, меѓутоа и од пратениците, затоа што имаат право да ги повикаат доколку нели направиле кривично дело чија казнивост е на 5 години. Тие не сакаат воопшто да коментираат, само кажаа дека ги поседуваат снимките, дека ги
разгледувале дека сите оние што се инволвирани во настаните ќе бидат повикани на распит, ќе се изврши истрага и дека треба да бидеме трпеливи во однос на обавувањето на нивните истражни действија. Тоа е впрочем и секој ден што ни го кажуваат, ние секојдневно ги прашуваме. Меѓутоа, еве, тоа е засега одговорот, колку јас да сакав да ги натерам да кажат нешто повеќе, нивното оправдување е дека тоа е доказан материјал по кој што постапуваат. Ти благодарам, Снежана Лупеска, беше тоа од пред јавното обвинителство. Во секој случај имаме уште една неофицијална потврда дека обвинителството ги има снимките кои што вечерва и ние ги презентиравме, меѓутоа за сега не кажуваат дали има покренато истрага и во која фаза е истрагата. Господин Енаков, колешката Лупеска рече очигледно е, а и сите аргументи кои што досега ги презентиравме упатуваат на тоа дека се оди од пониските кон повисоките ешалони. Дали е тоа исправно? Прво не е исправно, тоа е факт дека така почна со работата од самиот почеток, некако сакајки да го прикријат големиот план на злосторничкото здружение кое фактички доведе до сето ова што го гледаме на снимките. Не, очигледно... не е тоа, се извинувам, не е тоа избор злосторничко здружение прејак и да објасниме што значи, бидејќи во минатото многу често го случи. Апсолутно не е, апсолутно не е. По мое длабоко убедување тука е вклучен целиот врв во државата, почнувајќи од председателот на државата Ѓорѓе Иванов во својство на председател на државата и организатор, односно поддржувач, поттикнувач на ваквите работи до господинот Чавков, кој од самиот почеток и за време на настаните се оградуваше или одбегнуваше да се јави во јавноста и да каже што се случува. Од ова очигледно е дека полицијата, овластените службеници задолжени да ги штитат безбедноста и животот и телото на пратениците затаија. Значи работата беше дадена само во рацете на луѓе кои што фактички биле на еден начин организирани. За да на јавноста биде уште појасно, внатре во собранието сум имал прилика неколку пати да влеза, нема шанса да влезете низ вратите кои ние што ги гледаме вака со голо око, како дрвени направени од таква маса. Тоа се такви врати кои што топ не ги разбива. Очигледно дека само од натрешноста три нивоа на железни само од греди натрешноста со тргањето на тие, така да ги наречам шипки како што ги викат, се овозможи да влезат. Очигледно е, гледаме. Да, имаме неколку нивоа на одговорност. Ајде прво да почнеме од она што го видовме за улогата на претениците. Значи, ги видовме снимките, ова е мал дел од материјалот, меѓутоа сублимат на клучните активности на голем дел од нив. Кај дел видовме активно учество, еден обид неуспешен за отварање на вратата, втор обид успешен, тепачка односно хошкање со припадник на полицијата на собраниското обезбедување кој се обидува да ги одврати од таа намера, но успеваат, и пратеници кои што ја насочуваат масата, други едноставно влегуваат и излегуваат. Што овие снимки говорат пред се за одговорноста на пратениците? Одговорноста на пратениците е и tekako голема, бидејќи влегле во една работа која ни случајно треба да ја помислат, а не да ја прават. Пратениците се наши избраници да не представуваат во законодавниот дом. Никако сторители на кривични дела. Ваквите работи доволно даваат не само индиции, туку и докази. Снимките се веќе цврсти докази за планот што постоел за да биде реализирано сето она што некој милува да го нарече линч на одредени луѓе. Целта на влегувањето на толпата во собранието значи неконтролирана работа на толпата
и упатување на толпата од страна на одредени лица каде и во кој правец да се движат. Пак ќе речам дека во собранието може да се снаоѓа само човек што порано бил и тоа многу тешко. Ќе ви оставам малку да ги специфицирате можните кривични дела. Немам намера вечерашната емисија да биде ниту обвинителство, ниту судница. Господине Гогов, што за вас говорат снимките пред се од аспект на одговорноста кривична на пратениците, вклучени во отворањето на вратите, што е иницијалниот чекор за сето она што потоа следува? Собранието на Република Македонија е објект од државно значење и е под режим на посебно обезбедување, затоа што тоа треба да функционира и во редовна состојба, во редна, кризна и во воена состојба. Значи, треба да има, инаку ја, колку што се сеќавам, имаше, значи, планови за обезбедување на собранието во редовна состојба, во воредна состојба, во кризна ситуација и во воени услови, затоа што собранието има потреба некојаш да работи, да заседава постојано и во сите ситуации, и такви планови постојат. Дали сега постојат, тоа не знам. Бидејќи, видите, редовна состојба е онаа, како што кажа колегата, кога, еве, ко граѓанин, ја однак поставам лична карта, па треба пратеникот да се сложи да влезем и така натаму. И тогаш има обезбедување, па онаа метална врата, па ме проверува дали имам метални предмети и така натаму. Тоа е и видеонадзорот е дел од обезбедувањето, така да овие снимки се ќе бидат и доказен материјал на некоја една судска постапка. Од 27 април, бидејќи бев известувач од случувањата во собранието, повраќањето овдека во ова студио изнесов една констатација дека, што морам да признам, ретко го правам, дека овие луѓе не упаднаа во собранието. Беа пуштени да влезат. Дали снимките ова го недвојбено го потврдуваат за една за секогаш да се расчисти таа дилема? Затоа почнав малку подалеку. Значи, кога имаме воредна ситуација, моментот на воредна ситуација за работењето на собранието е кога пред собранието имаме некакво демонстрирање, мирни демонстрации и така натаму. Тоа веќе е сигнал за полицијата дека имаме воред. Не е веќе редовна состојбата, затоа што собранието суденови беше, нели, нормално со пријавен протест на граѓаните, меѓутоа тоа за полицијата е воредна состојба. Значи, покрај стандардното собранијско обезбедување, тука секогаш, барем би требало, дали во овој случај имаше, значи има зајакнување на собранието со зголемено обезбедување, тоа од посебните единици, единиците за брзо распоредување или да речеме од прва станица или така натаму. Значи во моментот гледаме едни снимки, тука го имаме господинот Горан Шоповски, командир на прва чета во Ебара. Новија снимки е во тренерки. Значи тоа е момчето во тренерки и подоцна, според неофицијални информации, пред внатрешната контрола овдека рекол, изјавил дека се нашол овдека случајно. Информациите говорат дека истиот тој подоцна се враќа дома и по повикот после 8:20 часот веќе по мобилизацијата на кризниот штаб и наредбата за интервенција, во униформа се враќа назад за да биде дел од интервентните екипи. Во позадина имаме активен припадник на волците, армиските волци. И сега видите, бидејќи имаме воредна ситуација, требало зголемено обезбедување и затоа има униформирани и со опрема, да речеме, со кациги и така натаму, со панцири полициски службеници. Ебара. И сега, отварањето на вратите директно значи напад на безбедноста и ослабување на безбедноста на собранието. Тоа го направиле ова снимка, тие две лица, што вие ги идентификувавте, ја не ги познам по пратениција и да ги познам неспорно. Значи, тие што го видовме како отвараат вратите, тие со тоа директно ја нарушуваат безбедноста на собранието и пратениците во собранието во воредна ситуација. Тоа е кривично дело. Како ќе го квалификуваме тоа, понатаму истрагата ќе каже. Тие имаат направено кривично дело и тука сум сигурен дека имаат кривично дело.
Што е со оние што ги гледаме кои што координираат, тие што ги идентификувате упатуваат како полициски службеници, поготово овие што ги кажувате дека се за внатрешното обезбедување, за превенција на собранието и така натаму. Горан Гошевски, начелник на оделение за обезбедување на председател на собранието, Оливер Поповски, начелник на сектор за превентивно обезбедување на личности на објекти, стојат, гледаат на страна, еве ги имаме во долниот агол. Ако се тие припадници на полицијата, тие сторуваат тешко дело злоупотреба на службената положба со несторување. Токму со несторувањето. Тие се должни да го штитат собранието, а тие со своето непостапување го прават ова кривично дело. Злоупотреба на службената положба. И овозможуваат да влезе тие што требале да влезат. Значи, тука немам дилема дека и овие што ги отвараат вратите овозможуваат да се наруши безбедноста, и тоа во воредна ситуација, безбедноста на собранието, значи во специфични безбедносни услови, они го прават тоа кривично дело, што е дава тежината се на нивното отварање врати. Оти ова не е приемен ден во собранието па да ги отвориме вратите и тогаш ме контролираат. А камоли во ваква ситуација? Отворени се со обезбедување. А особено полициските припадници кои не реагираат, него се гушкаат и се поздравуваат. Поготово нападот ако е тој полициски службеник кој се обидува да ги затвори вратите, да ги спречи. Според истрагата станува збор за припадник на обезбедувањето на собранието. Значи во извршувањето на нарушувањето на безбедноста на собранието, тие дури напаѓаат службено лице и тука има една серија сега кривични дела што се стори, но тие што ги отвориле. Владимир Стојков работен во собраниското обезбедување, тој трча, се обидува да ги возврати, меѓутоа тука доаѓа тука се неговите старешини не реагираат. Значи, вака малкутска вознемирувачко е тоа кога старешина гледаш дека твојот службеник, и јас сум бил началник во Министерството и сега да гледам дека мојот службеник кој работи истија законски се обава сака да го обезбеди собранието, е нападнат од други лица, а ја да седам на страна, тоа е навистина вознемирувачки и покажува токму тоа дека системот е пореметен. Токму тоа го покажува, дека системот е пореметен. Господин Енаков, снимкиве, особено од натрешноста на собранието, јасно индицираат дека дел од пратениците знаеле за намерата за отварање на вратите, дел директно учествувале во тоа, дел гледаме комуницираат по телефони, веројатно истрагата ќе открие со кого и како, ако ја има, кој каква одговорност има во сите тие три нивоа што можеа да се забележат. Директно отварање на врата, насочување на претеници, наблюдување, комуникација, координација со одредени лица за кои што до овој момент истрагата и нашите издвори од истрагата укажуваат дека се луѓе или челници на полициските алфи или вработени во УБК. Самото однесување на сите учесници кои што се наоѓаат во внатрешноста на собранието укажува за постоењето на план, за координираност на луѓето што се натре и отсутност на командна одговорност на луѓето од полицијата. Од врвниот старешина Чавков до најдолните полицијата. Да го расчистиме овој дел со пратениците, бидејќи сега тука има дилеми според член 64 дека тие имаат имунитет. Дали ова е затекнување на пратеник во вршење кривично дело каде што имунитетот не важи? Апсолутно. Бидејќи пратеникот има имунитет само во рамките на вршењето на функцијата, на пратеничката функција во собранието. Нема имунитет согласно Уставот за кривични дела за која е предвидена потешка казна, односно казна затвор на 5 години. Се извинувам. Дали во овој момент, рековме, не знаеме што презема обвинителството, само признава дека ги има снимките. Дали во овој момент, додека утре, задутре, се отвори истражна или предистражна постапка, јавен обвинител може било кој од овие 7 претеници кои што ги идентификувавме на оваа снимка да повика на распит или за тоа ќе му биде неопходно одземање на имунитет. Јавниот обвинител има ингеренции и можности да ги повика. Меѓутоа, таквата ситуација
која што ја имаме, нефункционирањето на собранието, доведува до тоа да тие, ако се повикаат на имунитетот, собранието секако ќе мора да заседава и да го одземе имунитетот. Меѓутоа, сакам да укажам на следното. Делувањето на пратениците, од она што го гледаме на снимките, јасно укажува за нивно соучесниство во понатамошните постапки што следуваат во салата број 3, како што вие нарекувате сала за пресцентарот на собранието, бидејќи таму се одвиваат главните работи. Гледањето на пратениците, бакнувањето еден со друг, со оние со качулки и така натаму, укажува на координираност нивна со луѓето кои што ги упатуваат, каде да се движат, како да се движат, и што понатаму да преземат, укажува на фактот дека тие на еден начин поттикнуваат или помагат сторител на кривично дело. Сакам да кажам дека она веќе што се случува горе во салата, значи и индивидуализација на сторител и индивидуализација на сторено кривично дело по име и презиме. Сторител и дело. Само ако може малку една мала интервенција. Од прилогот што беше од вашата колешка, секторот за професионална внатрешна контрола, професионални стандарди, криминалистички истраги и така натаму, тоа е, ќе се умори човек да го каже целото. Тој е фокусиран исклучиво на дејствувањето или недејствувањето на полиција. Значи, овој настан од крвавиот четврток, значи, тоа ги надминува границите на контролата или, да речеме, истражувањата на постапувањето на полициските службеници внатре во Министерството. Во вакви ситуации, јавниот обвинител по закон за кривична постапка, кога имаме ваков настан, каде што има во насилство во собранието вклучени полициски службеници, кои не постапувале, ги прекршиле своите службени задачи по закон што им се дадени да го обезбедуваат и да го штитат животот на претениците. Значи, јавен обвинител треба да води истрагата. Секторот за внатрешна контрола и работна група мора да работат по налог на јавен обвинител сега. Така е по законот. Ова не е прашање внатре, дали сега сум дошол ја 15 минути покасно на работа, па дисциплинска комисија ќе ми води внатрешна контрола, дали сум пречекорил некој овластување со тоа што сум изведил гумена палка, сум удрил некој во ноќен клуб кога сум начествувал настанот јавен ред и мир и така натаму. Ова е сосема друго. Значи, јавниот обвинител треба да биде водител, координатор на работната група, ако му треба внатрешна контрола, значи сите ресурси на Министерството, ама под негово водење и контрола и план на задачи и активности што треба да ги. Сега, господин Раков, минатата недела имавме едно соопштение токму на околу ова прашање од јавното обвинителство, каде што буквално беше речено дека јавното обвинителство ги нема инструментите на откривање, пронаоѓање, туку работи исклучиво според тоа што ќе го добие од МВР и понатаму тоа беше образложено дека тие се жалеле до Министерството за правда, дека има некакви недоречености во новиот ЗКП, меѓутоа ете Министерството за правда ништо не направило и сега има правна дупка во која што тие на нив се рацете врзани. Не е така. Тоа беше официјално соопштение. Професорот даде одговор дека Законот за кривична постапка има измени, новини, за разлика од стариот, според кој јавниот обвинител, ја преска посочив и сега ќе повторам, има ингеренции и можности да презема сам активности, сам да насочува работа на Министерството за внатрешни работи, на Управа за јавни приходи, на финансова полиција и т.н. Тоа е според Законот за кривична постапка. Оваквата ситуација, јавниот обвинител требаше час поскору да отпочне да презема действија врз основа на сето видено и чуено од страна на телевизиските екрани и од луѓето, од дебатните емисии кои што течеа секојдневно по телевизијата. Меѓутоа, за да се прикрие, главната работа се почна од најниското, односно учество у толпа, кое што значеше прикривање на главните кривични дела што се случува. Кои се тие по кратката пауза за реклами, а по паузата за реклами ги имаме и првите реакции на пратениците кои што се идентификувани во овие снимки. Од 7 за топ тема на ваша страна одговорија само 3. Кои се нивните коментари по паузата за реклами?
Топ тема на ваша страна е ексклузивно издание вечерва со снимки од дел од собраниските камери кои посочуваат на директна вмешаност на дел од пратеници на ВМРО ДПМН и на нивните коалициски партнери, односно посочуваат на индикации дека дел од нив знаеле за или директно учествувале во отворањето на собраниските врати, кои што потоа доведоа до сите пошто влезе толпата во собранието и се случија сите немили настани, особено во сала 3, каде што имаше тепање на пратеници и дел новинари. Топ тема на ваша страна денеска се обиде да ги исконтактира сите 7 пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои што беа идентификувани на снимките кои што ги видовте предходно, а тоа се Сашо Василевски, Крсто Муковски и Јохан Тарчуловски, чии што имиња се споменуваа и предходно. Понатаму Љубер Арнаудов, Илија Димовски, Љупчо Димовски и пратеничката Жаклина Пешеска. Од сите 7 реакција дадоа 3. Во меѓувреме добивам информација дека е најавена и официјална реакција од ВМРО ДПМН како партија. Ќе ги коментираме реакциите кога ќе ги слушнеме подоцна. Значи, се враќаме на оној дел предходно. Вие говорите дека се тргнува од наопаку и ја споменуваме и командната одговорност. Меѓутоа, со ваква поставеност на обвинителството, со ваквиот тек на истрагата, знаете, сите од досега осомничени се за учество во толпа, која ќе предизвика кривично дело. Ние сите се прашуваме што значи тоа, можеби ќе ни објасните, или ќе спречи службено лице, и една е за обид за убиство за Зијадин села. Да не навлегуваме во дефинирањето на тоа што значи учество во толпа, затоа што тоа е најситното, или јас би рекол, боранијата од она што се случи таа вечер. Таму имавме тешки телесни повреди. Таму имаме обиди за убиство. Таму имаме еден вид тероризам, имаме велепредавство, имаме у најмала рака насилство. И на крајот, на краиштата, мислам досега никој го нема спомнато, членот 123 став 5, став 2.5 зборува и за кривично дело за нарачано убиство. Начинот на кој се делуваше во салата на прес-центарот јасно укажува дека одредени луѓе имаа намера да линчуваат одредени луѓе од живот. Сталката е средство погодно, телото тешко да го повреди и притоа како последица да настапи смрт. Добро, имате ли како обвинител, и вие како безбедносен експерт, објаснување зошто ги имаме овие квалификации? Овие квалификации очигледно сака да се избегне одговорноста на повисоките структури. Тоа е повеќе од јасно и затоа се замајува јавноста со ситното кривично дело учество во толпа. Со сторување на кривично дело или она првото 384. Вака, значи, очигледно беше до сега дека има некоја нитка на организираност, дека не било тоа, дека не беше спонтано влегување на Народното собранието. Доволен доказ за тоа беа лицата кои им беа покриени со маска. Оние лица што има фантомки на лицето. Значи, тоа не е народ која влегува, не става фантомка на глава, значи имаше некоја нитка на организираност. Ова сега, пошто видовме дека некој од натре отвара, тоа само дава потврда дека настаните од четвртокот биле предходно организирани. Тоа учество во толпа може да се води така. Истрагата не е спорна, меѓутоа, бидејќи се прибираат и нови докази, веројатно и обвинителството ги има, и сега веќе тоа не е само обично учество во толпа, кога имаме, ако е точен вашиот број, од над 40 припадници на полицијата кои се директно тие што се народ. Ова се неофицијални информации од истрагата за кои што нема независна потврда, меѓутоа тоа се информациите. Дека народот што влегува во собранието прв е 40 припадници на безбедносните служби, кои се во координација со делот тие внатре што биле, ако ги препознаваме како пратеници, така натаму, значи веќе станува очигледно на сите ни е јасно дека имаме организирано влегување насилно во собранието, кој имало за цел да предизвика тешки телесни повреди или да заплаши некого да го повреди
Сега дали сакале да убијат некого, тоа еве добро што сите се живи и здрави и така натаму. Меѓутоа за претходно што зборувавме, значи закон за кривична постапка е многу јасен. Во претходната постапка јавниот обвинител е доменус литис, на постапката, значи главен на постапката и не може сега Скопското јавно обвинителство да се повлекува дека сега чека резултати од некоја внатрешна истрага на МВР. Тука дилеми нема. Целта е да се сврне значи сега ќе чекаме МВР, не знам, секторот за внатрешна контрола и така натаму, кога се знае дека за ваков сериозен, кај што имаме тешки телесни повреди и така натаму, значи јавното обвинителство се доменус литис главен на претходната постапка и тој ја води. И ако нема доверба, затоа постои правосудната полиција во закон за кривична постапка, која е составена од припадници на Министерството, меѓутоа и од финансиска полиција и од царинска управа. Ако нема доверба во припадниците на полицијата, јавниот обвинител ќе се даде задачи на финансиската полиција, на царинската управа во делот за истрага што значи има јавниот обвинител и текако алатки на располагање сега во согласно новиот закон за кривична постапка за кој да му ги истражува тие работи. Значи не е дека нема кој да му ги истражува и воената полиција дури е за некои кривични дела под негова надлежност. Оттаму јавниот обвинител не може да чека и сега не заинтересирано да чека да му праќа МВР, него овој случај треба да води постапката затоа што еве ги имаме и самото јавно обвинителство. Еве имаме две неофицијални потврди дека ги има овие снимки. И сега кој треба да води и што треба да води и што треба за овие снимки кои што говорат сами за себе. И ќе си даде задачи, ако не им верува на припадниците на Министерството за внатрешни работи, тогаш за оваа ситуација ќе се ангажира од финансиска полиција и покрај тоа што они по закон за кривична постапка не се директно за вакви кривични дела, меѓутоа може да се најде некоја врска, поготово со царинската управа во делот за истрага да им даде задачи нив, ако не им верува. Ако не го слушаат, ако одбиваат да извршат негови наредби во рок од 30 дни и така натаму. Еве гледаме министерот дека кажува дека има расположение, значи таа работна група ќе има даде на располагање на јавниот обвинител. И тие ќе работат по негов план, по негови задачи, по негова динамика и така натаму. Значи тука нема и второ. Тоа што пратениците имаат имунитет, тоа е една демократска придобивка. За да можат слободно да говорат. Но да расчистиме, тоа е имунитет за притвор, не е имунитет за сослушување. Јавниот обвинител може да ги повика на разговори, може да и подигне и кривично обвинение. И може и кривична постапка да се води за пратениците. Ако бидат осудени на 6 години затвор, престанува имунитетот и се одат на издржување казна затвор. А за помалку од 6 месеци одлучува собранието. Да не ги обвинуваме и осудуваме прерано. Не, за имунитетот зборе, само малкуцка. Без разлика што имале имунитет, ако се тие што ги кажувате вие пратеници, полицијата ги видовте на слика, не смее да им дозволи да отвараат врата. Тие немаат право да се мешаат во системот на обезбедување. Видите, законодавната и извршната власт одржавава не само што не се поделени, него се во симбиоза. Меѓутоа, најтрагичното во оваа држава е што извршната власт е директно инволвирана во вие ги видовте снимките, професоре. Снимките јасно покажа. Припадник на собраниско обезбедување се обидува да ги спречи. Тие го туркаат, доаѓа представник на УБК, доаѓа командантот на Алфите, паѓа наредба, кревајте. Следното е, проблемот во оваа држава од овој настан покажува дека административната, односно државната и јавната администрација не е самостојна, тој е теmelот на државата. Видите, извршната власт на 4 години во демократиите по природен пат треба да се смени. Министрите, замениците, министри, државниот секретар и толку, или директорите и така насаму. Тоа се луѓе, да речеме 2000 луѓе што треба да се променат со промената на власта на 4 години. Администрацијата државна во која влегува целата полиција. Таа треба да остане, таа треба да биде персонална, стручна, да работи законски. Овде очигледно кога ги оставаат да ги отворат вратите, тие немаат имунитет да се мешаат во обезбедување. Тоа е полициска работа, тоа е стручно професионална работа како се обезбедува објективица. А тоа што им дозволија да го отворат вратите прават кривично дело овие полициски службеници сите. Од целото собраниско обезбедување и тие што се назват од посебната единица. Како помагач? Кога би се почнало од врвот, што значи командна одговорност? Меѓутоа не на теоретско ниво, на практично ниво. Многу е кажано, многу работи слушнавме деновиве и околу составот на таа златна, сребрена, бронзена команда. Видовме вечерва што се случувало во собранието, како се отворени вратите. Не случајно дојде до
така да речам, поделба на власта во рамките на Министерството. Некако министерот за внатрешни работи стана англиска кралица, целата власт премина во рацете на директорите на јавната и на државната безбедност. Самото тоа укажа дека тие во рамките на своите овластувања имат огромна власт во командувањето со сите единици кои ги имат на располагање во Министерството за внатрешни работи. Тоа покажа нивното прикривање, непојавување, неодговарање или како што милуваше да каже, јас немав дојава за реакција на страна на полицијата. Да не се залажуваме. Полицаецот е на работа 24/7. Тоа професорот најдобро го знае. Полицаецот нема работно време. 24/7 е на располагање по наредба на претпоставениот. Не може да каже не можам или ова или она. Тука зата и таа командна одговорност, бидејќи истата не идеше по редот на хиерархијата како што нормално треба да се работи и затоа се случи она што се случи. По законот за полиција, полицискиот службеник треба да изврши наредба на претпоставен старешина. Баш тоа сакам да кажам. Само таква наредба што представува кривично дело. Ако полицискиот службеник добил наредба да дозволи да се отворат вратите и да дозволи да влезат тие со качулките на глава и да тепаат пратеници, тој исто така сторил кривично дело. Таква наредба, затоа што е кривично дело, да не го обезбедува веќе собранието е кривично дело. И полицискиот службеник, тој со најнизок чин си има своја кривична одговорност. Тој што издал наредбата има одговорност, меѓутоа и тој што ја спровел наредбата затоа што е кривично дело таа наредба. Што е со оние кои што ги гледавме како се поздравуваат, се насмевнуваат, пеат песни? Оваа слика е многу индикативна затоа што ја гледавме и пред тоа. Значи, се обидуваат овие 8 полициски службеници да ги запрат од скалите да се качат. Нивниот веројатно старешина се гледаше фино на снимките што ги гледавме студенови. Како зборува по телефон и после ги удира по рамо и вика тргнете се. И тие се тргаат и веќе се стрчуваат нагоре. Што значи тоа? Тоа значи дека кривично правен аспект. Тоа значи договарање, тоа значи помагање, тоа значи поттикнување. Учеството у толпа за мене значи секој оној што го минал прагот на собранието учесник во толпа и го прави тоа кривично дело. Без разлика дали свирка, дали гледа, дали цуе или не знам што. 28 кривични дела, кои што највисоките се оние за тероризам, за што ви спомнав јас потешките точно бројката е негде околу 28. Комитет од кои велат за 18 има веќе сериозни докази од сето она што го гледаме денова. А немаме реакција од страна на јавното обвинителство. Немаме реакција од страна на обвинителството, а за 10 има сериозни индици. Ние имаме само 3 квалификации. Во една ваква ситуација, во едни нормални услови и на функционирањето на државата и на собранието, секако досега ќе беше покрената постапка за одговорност на јавните обвинители, носителите на јавно-обвинителски функции. Меѓутоа, самото нивно неработење, односно неизвршување на нивните задачи, односно надлежноста што имат според законот, значи дека тие се сторители на кривичното дело злоупотреба на службената положба поради неизвршување на своите обврски дадени со закон. Еден ден тие ќе одговараат за тоа. Знаете, малку се разликувам од ова. Кога ќе видите сега затоа што овие првите што влегоа, еве вие ги идентификувавте тие со фантомки што беа на главите. Тие влегоа за сосема други некои активности што ги видовме како заврши, пошто командува и во таа прес-центарот. Беа качени на маси и командуваа како да се напаѓа, од која страна да се напаѓа. Идентификацијата на фантомките ќе биде во некоја друга топ тема. Денеска не можевме да ги обработиме сите материјали. Да ги нападнат од две страни за да може да го издвојат господинот Цела, тоа е навистина една тешка и грозоморна ситуација, како ги напаѓа за да може да го издвојат баш господинот Цела, што е за мене неприфатливо. Мислам, целото тоа, тука тварно се гледаше дека е раководен од тој што беше со фантомката горе на бирото качен. Меѓутоа, кога ќе видите дека полицијата е тргната, и сега тие 2000, 5000 колку викат градини, тие што влегува во салата за пленарни седници на собранието и што пеа песни. И тие се учесници у толпа. Видете, ја малку подруго има. Секој што го помина прагот на собранието, учесник у толпа. Тоа е толпата.
Ја ако сум негде позади на собраниот народ пред собранието, не гледам ова што се случува, одеднаш гледам отворени врати, сите влегуваат, влеземе таму, пееме химната македонски, така натам. Тоа тие граѓани не ни знаеат што се случува во пресцентарот и какви состојби има. Така да тука мора малку да се направи разлика меѓу мора тие да ситуации. разграничиме дека таа толпа имаше организатори. Значи едните организатори беа оние што ги вршеа преземањето и командите внатре и оние што беа организатори на луѓето што одеа по улиците и подоцна и тие самите влегува во собрание. Тука одиме со прилогот, отстранети се техничките пречки, да ги слушнеме првичните реакции на дел од пратениците на ВМРО ДПМН, кои што беа идентификувани на снимките, а веќе пристигна и реакцијата, официјалната реакција на партијата, која ќе ја прочитаме потоа. 7 пратеници, од кои 6 мина од ВМРО ДПМН и 1 од Социјалистичката партија на Македонија, може да се видат на снимките од холот од собранието, само неколку минути пред да започне крвавиот инцидент. Топ тема на ваша страна ги идентификуваше Илија Димовски, Јохан Тарчуловски, Сашо Василевски, Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски. Кога Талат Џафери ја дава заклетвата, токму тие се најблиску до вратата која води до холот. Неколку минути пред да се случи упадот, тие се појавуваат во холот, еден по еден, а некаде се гледаат и заедно. Дел од нив се во постојана комуникација на своите телефони. Одговорот на телото може да се претпостави дека нешто чекаат. Дел и лично одат до вратите пред насилниот упад, дел се смирени и чекаат, а дел се растрчани. Нивната улога во целиот настан кулминира кога ќе влезе масата. Дел од нив срдечно се поздравуваат со толпата, а дел им покажуваат со раце каде да одат. Снимките се без тон, па не може да се чуе што комуницираат пред и по упадот. Од новите снимки јасно се гледа нивната улога во целиот инцидент. Крсто Муковски и Сашо Василевски од ВМРО ДПМН уште веднаш беа посочени како пратениците кои ги отвориле вратите од собранието, со што директно возможеле да се случат крвавите насилства. Ги контактиравме пратениците да побараме нивен коментар на новите снимки. Муковски тврди дека не ја отворил вратата, иако не демантира дека бил во холот. Добар ден, господин Муковски. Да. Александар Манасиев од Топ тема на ваша страна. Ги имаме оние снимките што се од собрание, каде се гледа вашава улога во отварањето на вратава и координирањето на лицата кои што влегуваат во собрание. Па ни треба ваш коментар. Грешка се, значи не отвара врати. Вчера гледав код, кога беше? Вчера, завчера кога беше? Ова не е од код, значи ова се нови снимки досега не објавени. Јас не отвара врати. Значи тоа кој има ти страдате се докажи. Во фоајето има како минути пред да влезат луѓето, лицата, како е вашиот коментар? Што сте правеле тоа време? Крсто Муковски не отворе врати на демонстрантите. Толку имам да изјавам, завршен туда. Сличен е и ставот на неговиот колега Василевски. Значи не можам да дадам коментар по телефон никаков, не сум гледал ништо, не знам ништо, за ништо не сум запознат да ви кажам право. Не сум координирал и не сум работел ни против народ, ни против држава. Каде бевте тоа време? Минути пред да влезе? Ето на Република Македонија на мојата работа место. Пред вратата бевте, пред да се отворат вратите? Значи толку можам да ви кажам, доволно е мислам. На снимката се гледа и пратеникот Љубен Арнаудов, но тој тврди спасував жива глава. Јас да ви кажам, 5 недели сум во собрание, јас не знам главата кај ми е. Јас барав излез да избегам. Нормално е човечки во овие ситуации да се снаоѓат. Со едно детенце отидов на главниот влез да барам да излезам од таму. Таму жене дежурна од службите рече, извините, господине, се е барикадирано, нема никаде, не можете да излегувате. И тоа кружно барав секаде да најдам некој излез. Да изгледам некој излего, ја. Дали ги видовте колегите Василевски и Муковски како ги отвараат вратите? Вратите јас никога не видов, јас тука една минута бе гледав дека залута во ходниците и се вратив назад. Видовте ли дали пратеници отвараат врати? Не видов, не. Да кажам, бев многу уплашен и тоа. Ниту еден од овие пратеници не е посочен ниту од МВР, ниту од обвинителството и за нив не се води никаква предистражна, ниту истражна постапка. Тоа беше прилогот на Александар Манасиев, разговор со дел од пратениците на ВМРО ДПМН кои одговорија на нашите повици денеска попладне, бидејќи снимките беа добиени на само неколку часа пред почетокот на вечерашната Топ тема. А во меѓувреме го имаме и соопштението од ВМРО ДПМН. Во него се вели, цитирам:
ВМРО ДПМН ги демантира и инсинуациите на Телма, дека пратеници биле инволвирани во физичкото насилство кое се случуваше во зградата на Собранието и дека со каква била намера го помагале истото. Станува збор за збир на конструкции и манипулации кои имаат за цел да и нанесат штета на пратеничката група и на сите оние кои изминатиот период се спротивставуваа на антидржавната агенда на СДС. Не знам на кого се однесува оваа кратенка, се извинува, и реализирањето на тиранската платформа. ВМРО ДПМН стои понатаму. Веќе го соопшти својот став во врска со случувањата на 27 април. Како партија го осудивме физичкото, но и политичкото насилство кое му предходеше. Невини луѓе не смеа да бидат прогонувани само за да се оствари нечија агенда. Тие што учествувале во физичкото, но и во политичкото насилство треба да одговараат за своите постапки. Единствено СДС, повторно непозната кратенка, имаше политичка полза од случувањата во Собранието. Завршен цитат од соопштението на ВМРО ДПМН. И бидејќи соопштението почнува со констатацијата дека партијата ги демантира инсинуациите на Телма, дека пратениците биле инволвирани во физичко насилство кое се случуваше во зградата на Собранието, само подсетување дека и најавата и прилогот се однесуваат на снимки на кои директно се гледа. А како што споменав и во мојата најава, дека 7 пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН од овие снимки има индици дека знаеле или учествувале во отворањето на главната врата на Собранието. Тоа е за што вечерва говориме, тоа е тоа за што се однесуваат и овие ексклузивни снимки. За жал, освет напади, конструкции и инсинуации кон телевизија Телма, во демантот на ВМРО ДПМН немаме ниту еден коментар за она што е очигледно од снимките. А тие говорат многу. Но за тоа не треба да се занимаваме ние. Со тоа веројатно ќе треба да се бави истрагата. А ние влегуваме во завршница. Господин Енаков, сосема кратко. Што очекувате? Лично очекувам од сето она што го видов да проработи моралот, личниот интегритет кај луѓето кои што очигледно ги преземаа дејанијата што ги видовме на снимките. Во една таква констелација на односи очекувам пратениците кои што од народот го добија мандатот да си поднесат оставка и да се повлечат таму од каде што ги преземале мандатите како пратеници. Професор? Очигледно не чека уште долг пат до некој нормализирање на состојбите. Ни престои долго, тешка и макотрпна работа на градење на институции кои некогаш ги имавме, а сега веќе ги немаме, функционални институции или вратени барем во рамките, така да кажам, на уставните надлежности, затоа што оваквото изместување, ние сме имали во минатото проблеми со институционалното функционирање на одредени органи во државата, меѓутоа волкаво изместување, навистина ќе треба време и се надевам дека ќе имаме надеж дека работите ќе одат на подобро. Ова за што разговаравме беше воредна вести и ексклузивни снимки на топ тема на ваша страна, но денеска воредна вести од специјалното обвинителство, 3 нови истраги, сосема кратов коментар и официјално потврдено уште еднаш, преслушани 45% од снимките од СЕО велат на останатите ќе се фокусираат ако имаат време и ресурси. 3 јуни е првиот рок за завршување на дел од добиените материјали по кренување на обвиненија, 30 јуни другиот. Кога обвиненија? Ја ова што најавуваат истраги не ме весели или не чувствувам некоја така задоволување на моите очекувања, мислам и на јавноста. Значи тоа што си имаат они истраги, поготово во делот на одредени кривични дела, истрагите треба и да се тајни дури, а они одат со детални објаснувања, тоа не, по мој вкус не е, да речеме. Да скратиме. Ги знаеме роковите, ќе имаат ли време да видиме обвинение и нешто да се заврши? Значи, по мене, место да се занимаваат со анимирање на јавноста, со отварање на истраги, ја очекувам обвиненија. Да објаснуваат обвиненија.
Наков 30 Доколку секунди. внимателно се слушаше кажаното од страна на специјалните јавни обвинители на денешната пресконференција, јасно е дека тие има тенденција да излезат со готови обвиненија во роковите и да почнат истраги во дадениот рок. И тоа поинтензивно. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости во овај топ тема ексклузив. Имаме и други материјали. Истрагите за и околу случувањата во собранието ќе продолжат и низ останатите изданија на топ тема на ваша страна, но и како фоллоуап стори низ редовните изданија на вестите. Останете и натаму со Телма. Утре со вас во редовното издание на топ тема е Александар Ќомовски.